По наредбата на Гостиварскиот суд за присилно приведување на Ремзи Мифтари, кој е осуден на 10 години затвор како виновен за трагичната несреќа кај Ласкарци, но и откако СВР Тетово не успеала да го пронајде дома и на повеќе други можни локации, тој ќе се бара со централна потерница. Полициски службеници од подрачното оделение Чегране до судот веќе доставиле допис за нејзино распишување. Мифтари се смета дека е некаде во државата, со оглед дека при проверките на граничните премини не бил регистриран негов излез. ОВР Гостивар на 21.11.2025 година изготви допис во врска со барањето за приведување и спроведување на РМ во КПУ и затворот Идризово, откако истиот не бил пронајден, односно не бил достапен за органите на прогонот. Веднаш по брза постапка од страна на полициски службеници од ПО Чегране, дописот е доставен во Основниот суд Гостивар за распишување на потерница. Штом добиеме наредба од надлежниот судски орган за распишување потерница, истата веднаш ќе биде распишана. Велат од МВР, до судот се уште не е пристигнат писмениот допис за потерницата од МВР. Зашто велат дека штом ќе пристигне, ќе биде издадена наредбата. Се уште го немаме известувањето од МВР дека осудениот Мифтари не е достапен на органите за прогон по наредбата за присилно спроведување која ја дадов пред 5 дена. Вели надлежниот судија за санкција од Основниот суд Гостивар Кирко Михајловски. Инаку потрагата по Мифтари започнала по наредбата за присилно спроведување, откако рокот за одлагање на издржување на затворската казна, кој го добил со лекарско уверение за операција на хернија на тестиси веќе бил истечен, и бидејќи тој претходно не се одзвал на поканата сам да се јави во затворот Идризово. Во меѓувреме тече и последното одлагање на казната на прво обвинетиот газда на Турс Дурмиш Белули, кој исто така е правосилно осуден на 10 годишна казна затвор. И тој поради истите здравствени причини како Мифтари веќе 7 месеци го одложува издржувањето на казната. Обвинетиот Белули поради здравствени компликации побара и доби ново одлагање на казната, кое му истекува на почетокот на декември, пошто тој ќе мора да се јави во затворот Идризово. Велат од судот во Гостивар. Првостепената пресуда беше изречена во јануари, а по жалбите апелација речиси двојно им ги зголеми казните на Мифтари и Белули. Во несреќата кај Ласкарци загинаа 16 лица, а над 30 беа повредени. Возачот Мануил Трифуновски доби 14 години затвор, а тројца вработени од техничкиот сервис по 5 и 7 години.